Богатството на јазиците во Македонија и нејзиното значајно место во Европа како центар на Балканскиот јазичен сојуз беа централните теми на предавањето на академик Виктор Фридман пред професорите и студентите од Универзитетот на Југоисточна Европа во Тетово. Според професорот од Универзитетот во Чикаго и член на Косовската, Албанската и Македонската академија на науките, Балканот, а посебно Македонија, е пример за мирен јазичен соживот, што се гледа во лингвистичката структура на соодветните јазици, како македонскиот, албанскиот, влашкиот, ромскиот, грчкиот, а до некаде и кај турските и ерменските говори. Како пример за напредно разбирање на мултијазичноста во Македонија, Фридман го посочува тројазичникот на Ѓорѓи Пулевски. Пишува и така македонците се народ и местото нивно е Македонија, тоа на македонскиот дел. Во албанскиот дел пишува а што е десчитарат јан јерес де атичи пороин на Македонија канци венденети. Значи и албанците се народ и тие кои што живеат во Македонија ја имаат како татковина. А во турскиот дел се пишува дека и македонците се народ, па потоа пишува Herkim Makedonijada Јашарса Македонлу аналр. Значи секој кој што живее во Македонија е македонец или македонлу. Значи тоа е многу модерен концепт за државјанство како што сега, нели? Јас ако станам македонски државјанин, можам да кажам дека сум македонец по државјанство. Академик Фридман смета дека уште од 19 век датира грчката јазична политика за уништување на други јазици, а за проблемите кои Македонија ги има во врска со името, јазикот и идентитетот со Грција и Бугарија, Фридман одговара. Штета што и Грција и Бугарија се, како да кажам, закочан во 19 век во овој поглед. Значи, во Бугарија и во Грција има умни и разумни луѓе кои што разбираат дека македонскиот е посебен јазик, македонски идентитет е посебен идентитет, а историјата е историјата, а сегашност е сегашност. Па и Грција, мислам, од јазична гледна точка малце се адаптира. Сега ќе одам во Атина да промовира еден грчко-македонски речник издаден во Солун. И тоа се смета како еден посебен настан. Ама додека македонските говори во Северна Грција не се доста документирани, се уште има многу да се работи. Македонија не треба да го решава проблемот со Грција само од аспект на името, предлага Фридман. Според него потребно е решавање на сите важни елементи заедно, како јазикот, идентитетот и малцинствата.